темата е Младинска културна зона и соработка за заедничка иднина. Тоа се два проекта кои ги спроведува Младинскиот сојуз Крушево, а ова утро гостин во Македонија наутро е Андреј Стојковски. Добро утро и добре дојде во нашата емисија. Проектен координатор на еден од овие два проекта. Требаше и Нина Јовановска да биде со нас, меѓутоа има испит, ќе и простиме. Во друга прилика и со неа ќе разговараме. Зборуваме за Младинска култ зона и за соработка за заедничка иднина. Што се овие два проекта? Накратко ќе ни ги најавиш, ќе ни ги обясниш. Првенствено би сакала да се заблагодарам за можноста и што ги ставаме младите во фокусот и од големо значење за млад човек кој што е дел од Младински сојуз и верувам за другите млади дека темите на млади се ставаат да бидат во фокусот, така што се надам дека ќе продолжиме понатаму да ги промовираме. Инаку Младинска култ зона идејата на Младинската култ зона е да ги културолошки да ги поврзе младите од регионот, бидејќи како организација доста долго, веќе 24 години, мислам, претходниот месец направивме, што една година или постари од мене организацијата. Доста активно работиме на активно вклучување и поврзување младите во општеството, па би тргнал и од тука. Самата цел на Младински сојуз во своите години на постојање е активно да ги вклучи младите во сите општествени сфери, така што со самата таа цел иницијатива, кога прв пат беше пандемијата воопшто кога дојде, увидовме дека младите некако стана неповрзани, односно немавме комуникација со младите. Па од тука првата иницијатива беше да направиме некоја дигитална зона каде што би можеле да останеме во контакт со младите. Младинска културна зона. Да, првенствено беше идејата како младинска зона каде што директно се поврзувавме со младите преку користење тие дигитални алатки кои што денес се неопходни за поврзување со младите, така што снимавме подкасти, правевме дискусии, прашалници така натаму. За потоа да сватиме дека и младите кои треба во тој период на пандемијата да ги поврзиме со носителите на одлуки, така што како следна фаза на оваа М-зона дојдовме до Младинската дигитална зона, каде што имавме можности да ги, исто преку кои се дигитални алатки, подкасти, имавме парламенти на иднината настани, кои што директно младите ги пренесува своите перспективи и ставови до носителите на одлуки и може практично да нивниот глас да биде слушнат, и самото наше мото биде глас, а не ехо. За на крај да сватиме дека и културата како еден од начините за поврзување младите, дека може да искористиме и технички преку дигитални алатки да можеме да ги запознаеме младите и да ги едноставно ги поврземе за сите оние работи кои што нив ги интересираат, а тоа го направиме преку Младинската култ зона. А зошто Младинска култ зона беше самото име, бидејќи култ е збор од култура во сите 6 јазици кои што се младите поврзани во овој проект. Се првите 4 букви на самиот збор, па така да дојдовме до самата платформа. Додека за другиот проект работиме, сам активно Младински сојуз веќе од 2010 година, работи иницијативата соработка заедничка иднина за поврзување младите од Република Северна Македонија и Грција, така што работиме доста и директно со младите, работиме и од аспект на политики за поврзување, преку преземање на добрите пракси, конкретно од канцелариите соработка помеѓу Република Германија и Франција, така што соработката, доста ни е важна и ни е топ приоритет во рамките на нашата организација. Какви се соработувате меѓу себе, како што спомена млади од 6 држави, какви се перцепциите на младите од регионот кој Европа сака да го нарече Западен Балкан во однос на културолошките аспекти? Имаме ли, односно имаат ли младите заедничко нешто, барем од овие земји кои што соработуваат меѓу себе на ова ниво и на оваа тема? Западен Балкан како регион е од прилика површина, има од 220.000 километри квадратни, например помале од Германија, пример, што има околу 350.000 километри квадратни, така што младите сме доста блиску и сме доста поврзани, практично нераздвоиви сме како дел од овој балкански полуостров. Имаме доста заеднички работи и потребата да ги стакнеме тие работи и да кажеме дека ние младите стварно имаме можности да соработуваме, стварно треба да соработуваме, бидејќи сепак сме и соседи, така што приодно е да кога има например фестивал дека треба младите, ако например се одржува Екзит во Србија, дека треба младите точно да се собериме на Екзит и практично да заборавиме. Актуелен е сега. Да, актуелен е, да.
Та практично заборавиме на сите оние нешта нели кои што се припишуваат на младите дека се уште се соочувам нели со минатото, историјата така И натаму. некој кој што сака да ви ги сервира, дека треба да се следат и да се слушаат. Па така, затоа го направивме во рамките на Младинската култ зона, направивме истражување, инаку проектот е поддржан од Фондот на Западен Балкан и Европската унија. Направивме едно кратко истражување во кое што учествува 602 млади луѓе од сите 6 држави, каде што директно ли може да ги споделат своите перспективи, па така и на пример теми кои што сметаат дека нас како не поврзуваат се туризмот и нели патувањата и музиката. Кога зборуваме нели за туризмот, младите пред би сплатиле разгледница од стариот мост во Мостар, нели до своите врсници нели од регионот, или на пример од Македониумот во Крушево, од Скопското Кале. Понатаму кога се работи за музиката, младите нели често посетуваат фестивали, така што младите сметаат дека пример Екзит фестивалот ги поврза најмногу, бидејќи практично таму одат млади не само нели од регионот, одат млади од други држави, исто така другарка сега скоро беше на Д фестивалот нели во Дојран, кај што имало млади пример од Албанија, од Косово, од Србија, така што е место кај што младите практично нели се поврзуваат. Музиката е универзалниот јазик, нели? Музиката да, е универзалниот јазик, а понатаму културолошките настани се нешто кај што младите нели ги сметат како хайлайт во кога се работи од аспект на поврзувањето. На пример свадбата како настан е нивниот број еден нели настан за кој што нели секогаш би се сеќавале и би го зборувале, нели ги едноставно остава кон нив впечаток. Исто така понатаму традиционалните танци, дури 63% од младите сметаат дека традиционалните танци се токму на нешто танците кои што најмногу ги поврзуваат, а тоа нели може да го видиме и по пример меѓународните проекти кај што одиме, кај што практично младите од овој регион тоа нели најмногу ги врзува, особено нели на меѓукултурните вечери. Понатаму кога се работи нели на темата храна, мислам сите сме свесни нели младите сакаат од сите било да се од Босна, било да се од Црна Гора, Косово, Албанија, Србија или Македонија, сакаат нели да јадат кебапи, сакаат да јадат бурек, ги врзува нели она флија или ѓомлезе. Така што сите овие елементи прават младите дека да треба да размислуваме и да поттикнуваме дека тие стварно треба да соработуваат, пред се заради што имаат многу заеднички елементи, како бидејќи сепак сме млади, пример, младите од Куманово со младите од Врање се оддалечени некои си 50-30 километри, а се толку блиску и стварно на пример делат исти работи кои што нели би требало нели ги потигнат. Исти судбини делат генерации наназад од нивните фамилии. Да, и живеат исти секојдневија кои што нели понатаму може да резултираат кон соработка нели меѓу нив. Кога зборуваме за соработка, кога зборуваме за комуникација меѓу луѓе, млади луѓе, кои што треба да бидат носители на општествениот живот од повеќе земји, неминовно ни доаѓа нам повозрастните, малку повозрастните и малку повеќе, да прашаме како се чувствувате вие младите во меѓународната соработка или комуникација. Постојано се доведени во прашање нашиот образовен систем, она што го живееме во Македонија, условите кои што ги имаме, меѓутоа во ова современо време кога нема тајни на светот од ниту една област, како вие се чувствувате во таа комуникација на исто рамниште, понапред, поназад од младите од регионот, ете ја споменавме и Грција, која што е нели дел од Европската унија. Како се чувствувате вие кога комуницирате со останатите млади? Доста нели горлива тема е. Мислам доста нели работиме на самата тема на поврзување младите. Верувам дека како регион нели сме доста динамичен, како регион нели може доста да понудиме и сметам дека треба нели да негуваме таа соработка и поврзување, бидејќи пред се нашите соседи не можеме ги одбериме. Мислам не е во видео игра може пред да одбере дека наш сосед ќе биде Франција, па да сакам соработуваме со Франција. Така што приодно како млади кои што не доаѓаме од Северна Македонија и сме обкружени со Грција, Србија, Косово, Албанија и Бугарија, приодно е дека треба да соработуваме со тие млади и бидејќи пак ќе кажам, има доста нешта кои што ме врзуваат, така што како нашите нели врсници кои што се преку границата, практично пример кога се работи конкретно Северна Македонија, Грција,
највисока стапка невработеност, младинска невработеност во Грција, во Европска унија има токму нели Грција, па така што тоа е пример наш заеднички проект кој што може да натера да соработуваме понатаму. Ако се работи особено прецизно нели за Западен Балкан, имаш уште едно прашање кој што нели ги замоливме младите да го опишат Западен Балкан како тие го гледаат како регион, така што неколку од епитетите кои што беа даени беа како братство, хаос, како хаотичен регион, доста дека е динамичен регион, фамилија, љубов и така натаму. Така што кога ќе ги видиме стварно перцепциите младите кои се, а што напред друга страна пак и се сервира нели во медиумите така натаму, може да клучиме кај младите стварно не ги следат оние стеги кои што ги оставило, не знам, минатото, историјата, или се нели сервира медиумите, кои младите стварно кога ќе се соберат на едно место, кога ќе појдат на фестивал, можем вика младите стварно не гледаат бариери од аспект на соработка и така натаму, и дека дека како инни граѓани носители на одлуки, кои што нели младите во иднина би биле, треба стварно да инвестираме во нивното помирување, во нивните да направиме механизми и платформи како што тие би можеле да соработуваат понатаму. Механизми, платформи, основниот механизам и основната платформа во денешниот живот е дигитализацијата или дигиталното општество или дигиталните алатки. Без дигиталната сфера едноставно современиот живот не може да се замисли. Тоа е сега кој како ја користи, некој за добро, некој за лошо, тоа е негов проблем, нели? Која е улогата на дигиталните алатки во поврзувањето и соработката меѓу младите, конкретно за вашиот проект? Како што нели сите сме свесни, младите се практично онлайн, младите се на социјални медиуми. 24/7. И кога спијат се онлайн. Така што ако сакаме нели да стигнеме до младите, а тоа нели ни е важно и цел нели да стигнеме до младите, треба тоа го правиме преку дигиталните алатки, бидејќи практично 2023 година не е ни возможно мислам да се замислиме да функционираме без користење тие дигитални алатки. Особено или алатки кои што младите ги сакаат. Например, ние доста работиме на правење подкасти кои што се нели еден од начините кои што нели младите можат да се информираат и за некоја тема, да гледаат некој нели спикер, гостин кој што нив ги интересира. И тоа нели ќе го направиме во овој проект на различни културолошки аспекти, секој партнер ќе снима подкасти, така што би може да ги представиме тие содржини до младите, ги информираме младите, бидејќи тука нели сме малку потфрламе, зборуваме големо за младинска неинформираност, така што дигиталните алатки, пример квизовите, интервјуата, статиите и така натаму се еден од многуте начини кои што преку кои што не можеме да доприме до младите пред се, а и понатаму да ги информираме и едноставно да ги прифатиме нивните, да ги разбереме за нивните перцепции, нивните идеи, желби и така натаму. Кажавте многу моменти од нашата сфера, ако ви треба помош тука сме, нели? Да, во секое време, да. Во однос на соработката за заедничка иднина, разговаравме за важноста на регионалната младинска соработка, кои се следните активности на Младински сојуз Крушево, кои активности ги спроведува во следниот период, што има ново, кои се проектите? Кој што споменав, активно работиме на иницијативата соработка заедничка иднина, исто така под мотото искусија соработката, бидејќи за жал нели сме свесни дека младите на пример конкретно нели од нашата држава одат во Грција на пример во Космос, нели во Солун, одат на Халкидики, не знам, една недела на одмор, ама за жал на пример не можеме да кажеме дека тие млади таму пример стекнале голем број пријатели или стекнале нели еден и два пријатели, така што воопшто и голем дел младите па не ни искусиле тоа нели билатерално искуство со нивните врсници од другата држава, иако спомнав дека имаме доста теми кои што не засегаат како млади од двете држави. Така што Младински сојуз активно работи и активно спроведува активности исто така преку инфопоинтите за младинска соработка кои што ги имаме во Валандово, во Вевчани од нашата страна и во Скопје, а понатаму од грчката страна ги имаме во Солун и во Атина. Што работиме следно? Првенствено имаме во следната недела ќе имаме настан за поврзување на сите општествени чинители кои што се нели кои има круцијално значење, важно значење во однос на младинската соработка.
Првенствено тоа ќе биде како настанот нели во Крушево, кај што преку 50 чинители општествени кои што директно нели ќе ствараат можности за младинска соработка помеѓу младите. Делот нели се поласен од македонската, не полас од грчката страна, тоа ќе се случи следната недела. А исто така нели би сакал да искористам оваа прилика да ги поканам нели сите млади кои што би сакале да се вклучат, бидејќи на 2 септември ќе правиме еден фестивал, младински фестивал билатерален во Валандово. Токму нели бејќи нели блиску до границата, па има нели поголема суштина, кај што младите практично ќе можат да искусат соработката, особено оние млади кои што досега не биле нели во контакт со своите врсници од Грција, така што преку различни активности кои што имаат билатерален карактер, ќе можат нели директно да се запознаат и понатаму да учествуваат нели во различни активности. Така што програмата ја правиме младите, нели практично за младите, така што се надам дека ќе предизвикаме нели интерес и нели некои младите слушаат не само нели да дојдат на фестивалот што е официјално поканувам, туку и да се вклучат нели во креањето самата програма веќе нели токму за нив. Колку е важно да се работи на оваа тема на младинската соработка, како таа може да влијае врз рушењето на бариерите, истегите и стереотипите и регресивните фактори кои што влијаат на еднината на овој турбулентен, меѓутоа многу плоден и многу вкусен регион од секој аспект. Првенствено сите сонуваме, нели? Сонуваме да имаме еден подобар регион. Не знам, ќе ги ставам сите епитети: одржлив регион, резилиентен регион, не знам, мирен регион. Вкусен. Да, вкусен регион. Да, со еден збор. Да. Сите го сонуваме, нели, го имаме тој регион, ама практично пак мора да бидеме свесни за доколку сакаме да го достигнеме тој регион. Првенствено не треба да разговараме за иднина, за не знам, за економија, за конкретно пример животна средина, не доста актуелно, нели, климатските промени така натаму, за подобро образование така натаму. Треба, ако сакаме да разговараме во тој аспект, нели, да одиме понапред, особено нели нас како нели во евроинтегративните процеси така натаму, треба едноставно да ги оставиме некои работи, нели, да се решиме дека не треба да разговараме да го оставиме опрашали воопшто треба да соработуваме, бидејќи секако треба да соработуваме со младите, бидејќи како регион не може преку држава да одиме напред, мора сите заеднички да одиме кон, да кажам, кон европска иднина, кон запад, така натаму, за која што практично младите сонуваат. И со сите тие активности кои што ги превземаме, треба едноставно да малку повисоко целиме, а тоа е да направиме младите да го засакаат овој регион, односно младите да се чувствуваат дека овој регион, да го прифатат овој регион со сите своји преноси и недостатоци кои што ги има, и едноставно да направиме да го засакаат и да сакаат да живеат во овој регион. Така што голем број полина ќе имаме, има и допрва ќе имаме, нели, за кои што ќе можеме да соработуваме, но сепак тоа зависи дека треба да длабоко да инвестираме во младите, за доколку нели сакаме да го оствариме сите тие, пак ќе кажам, претходни епитети кои што ги споменав за иднината на нашиот регион. Така што соработката мислам дека е првиот чекор кој што треба да го направиме, бидејќи доколку нели работиме во тим, секако ќе имаме и подобри резултати на крај.